Атмосферската канализација од цело Милково брдо се собира во куќата на Стефан Стоичков. Цели 40 години откако ја изградил куќата, овој човек бара од сите локални гарнитури да му го решат проблемот. Атмосферска вода е внесена од 6 места во отвори кои сочинува скоро од диаметар на метар толку вода што се собира целокупни води и мене фекално да ги прави поплав. А и фекалите наоколу. Дивите приклучоци проблемот го направиле уште поголем, па сега освен атмосферските води, во куќата на Стоичков се сливаат и фекални. Излегувано и се запознаени урбанистите и началник на урбанизам и поранеше и пред 20 години сите се запознаени. Се го знаат проблемот, никој со око не трета, а ние сме заокружени со фекали. Нова надеж за Стоичков дека конечно отпадна вода нема да му тече во куќата е ветувањето на актуелниот градоначалник на Делчево дека решение за Милково брдо општината има. Имаме веќе спремено неколку решетки, имаме земено метар. Мисля дека и службите се запознаени со вашиот проблем горе и ќе го решиме проблем. Ама не мога ја се да направам што 40 години не направи. На 6 места имаме. Значи, по алармантни проблеми на територијата на градот Делчево дека треба да поставиме решетки. 3 решетки се готови направени, ќе ги направиме и тие другите 3. Ќе се ископа, значи дека треба да се одведе таа атмосферската канализација за да не оди во фекална. Проблем прави одењето на атмосферската во фекалната канализација. И се преотоварува. Поставувањето на решетките ќе започне наскоро и тоа веројатно ќе значи крај на маките и нервозите на Стефан Стоичков. Од општината најавуваат и дека ќе се зајакнат контролите на терен со цел да се спречат дивите приклучоци на фекална во атмосферската канализација, кои се најголема причина за запушување и излевање на атмосферските одводи.